إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi'idhnillahi ta'ala ke продолжиме со ова изворедна книга од овој извореден автор, а тоа е Кешфу шубухат од шејхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, што значи Кешфу шубухат, откривање на сомнежите. После една кратка пауза, што 2 недели не имаше дерсови, така би'идhnillahи та'ала ќе продолжиме со оваа книга и му се молиме на Аллах субханаху ва та'ала да ни овозможи да ја завршим оваа книга и други многу книги. Но важноста во овие работи, важноста во барање на знање, важноста во учење на знање не е само да учиме нови работи. Туку исто е важно многу, врвно важно, она што го учиме да го повторуваме. Значи, она што го учиме, она знаење што го учиме, да се повторуваат. И кога некогаш немат дерсови, поради оправдани причини, требит, значи, тие што сакаат вистински да учат и да земат наука, треба тие, значи, тие дерсови што сме ги училе досега да ги повторуваат. Се таке со повторување на знаењето се уцврстува тоа знаење во твоето срце. Ама ти ако го слушнеш еднош и никогаш не повторуваш, ти за некое кратко време сето тоа ќе го заборавиш и после неколку месеци ќе дојдиш и ќе поставиш тие прашања, значи поставуваш прашања, што ја знам точно дека ние во таја и таја книга сме ги одговориле тие прашања. И ако ти учеше праведно, учеше со разбирање, учеше со правење замерки во учењето, денеска, значи, тоа ќе го знаеше. Затоа е, значи, важно, кога дерсовите некогаш се анулираат, поради некои оправдани причини, треби во тоа време е тогаш можност за ти да се подготвуваш оние минати дерсови, да ги повторуваш, да ги репетираш. Како кај нас во Медина на факултет, кога професорот некогаш, некои професори беа отсутни, не иде поради некои причини што си има тој негови, најдобро време е да ти тој час што го имаш пред тебе, да го искористиш за репетирање на тој предмет што си учил во минатото. Зашто ти ако оставиш сето тоа знаење за крај семестар, најзадно ќе ти дојде све многу. Зашто се барат во овај предмет, во тој предмет, во тој предмет, и ти, значи, не можеш сето тоа да го совладаш и накрај што се случуваат да тие да паднат на тестови, да паднат на испити. Ти треба да размислиш дали ти си подготвен со тоа знаење што го имаш за испит што не се повторуваат. А тој е тие 3 прашања во гробот што ги добива човекот. Зашто тој испитите дуњалочки, можеш денеска да паднеш, утре да го повториш,
задутел пак да паднеш, па да го повториш, и така некогаш ќе го земиш, со дозвола од Аллах субхана ва таала. Ама тој испит во кабурот, во гробот, што само го одговараат оние кои имале вистинско знање за Аллаховата вера, и не само знање, туку таја вера ставиле во пракса, само тие ќе им се овозможит, ќе им се дадет успех да го дадат вистинскиот одговор на тој испит што не се повторуваат. Затоа учи тоа што минало, тие дерсови што ги имаме ние учено до сега, се врвно, не се само важни, врвно важни дерсови за твојата религија, за твоето верување. Затоа, значи, учи и повторувај. И секој себе си, секој од нас, треби да се прашат себе си, кога тој дерсоите ги слушал по 2 пати, по 3 пати. Да ги повторит. Значи, секој себе да се даде одговор, да си биде искрен со себе си. Зашто ти ако не повторуваш, ако не учиш, ти си лесна игра за шејтанот. Ти си лесна игра за шејтанот. Ние, пред прекинот на дерсовите, го завршивме одговорот од шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, што е во врска општи одговор. Джавабул муджмел. Сега, значи, општи одговор спрема оние луѓе кои ги напаѓаат луѓето на теухидот и на суннетот, во нивната вера и сакаат да им стават сомнежи во нивното вистинско верување. Шејхул Ислам рахимуллах ни даде на почеток еден општи одговор. Сега Шејхул Ислам рахимахуллах почнуваат во оваа книга откривање на сомнежите со джавабул муфассал. Джаваб муфассал. Значи детален одговор. Значи во детали. Значи детално одговор. Детален одговор за против оние кои сакаат да стават сомнежи во нашата вера. Вели шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على الدين الرسل يصدون بها الناس عنه، منهم قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. Veli šejh Muhammed rahimahullah, protivnicите, непријателите Аллахови имаат многу спротивставувања против верата на Аллаховите посланици. Значи имаат тие многу спротивставувања против верата со која се дојде на Аллаховите посланици. Со тие спротивставувања и тие значи измами јесудуна биха нас анху, значи тие сакаат со тие измами, со тие спротивставувања да ги оддалечат луѓето од Аллаховата вера. Значи луѓето на невистина, тие не стоат така со скрстени раце, туку тие мислат и спремуваат сплетки
против муслиманите, против вистинските верници, како и на кој начин тие да ги оддалечат и да ги спречат од следењето на вистинскиот пат. Значи, тие не, противниците на Аллаховата вера, тие не се задоволни и не најдуваат рехатлок во нивните души мир, кога муслиманите се враќаат во Аллаховата вера. Не, никако. Туку тие ноќ и ден спремуваат сплетки и измами. За како? Јесудуна биха аннаса анху. За тие луѓето, со тие сплетки, со тие измами, да ги спречат од следење на верата од Аллаховите посланици. Значи, тие се џаволи во вистина. Инсански џаволи, кои тие не го сакаат доброто за луѓето, иако можеби се покажуваат во слика дека тие го сакаат доброто за муслиманите, не, никогаш. Нивниот е интерес само личен, нивни интерес за нивниот джеп, а не да ги упатат муслиманите во нивната вистинска вера. И ако тие луѓе кои спречуваат од следење на суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, ако тие луѓе се искрени во она што го тврдат дека тие сакаат да работат за Аллаховата вера, тогаш тие на муслиманите во нашите краеви ки ми е науча верата со која дошол нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам. Но el-фақиду шејин ла ю'та. Онај што нема ништо, не може да му даде на некој други нешто. Што значи, ако тие самите не го следат суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, како ти тогаш очекуваш да тие заблудни глави да упатат муслиманите на правиот вистинскиот пат. Кога тие самите не се на вистинскиот пат, самите се во заблуда. Тие повеќе спремуваат манипулации, спремуваат, значи, измами, јесудуна биха наса анху. Значи, тие спречуваат, им прават препреки на луѓето за да следат верата од Аллаховите посланици, која единствена вера е примана кај Аллах субханаху ва таала, исламот. Нема друга вера што е прифатена кај Аллах субханаху ва таала освен исламот. Но тие непријатели, а'да илла, како што вели шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, тие, значи, пробуваат на секој начин, со секоја можност, да ги оддалечат муслиманите од следење на вистинскиот пат. Минха каулухум, од тие сплетки и интриги и манипулации кои се трудат тие да ги оддалечат муслиманите од следење на вистинскиот пат и вистинската вера, е нивниот збор, кој тие велат нахну ла нушрику биллах. Ние не му правиме ширк на Аллах субханаху ва таала. Значи, ние не му правиме на Аллах субханаху ва таала придруженик. Не му правиме на Аллах субханаху ва таала ортак. Тие велат така. Нахну ла нушрику биллах. Бел, ние повеќе, нешхаду, ние тврдиме, еннеху ла јахлуку, вала јарзуку, вала јенфау, вала једуру илла Аллах. Ние повеќе тврдиме дека никој не створуват, никој не дават риск, никој не донесуват придонес и никој не може да ти наштети, освен Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu.
Значи, освен Аллах субхана ва таала, тој сам ла шарика лах. Што нема, значи, алейке селам рахматуллах. Што нема, значи, што немата ортак. Што немат ортак. Wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, i Muhammad sallallahu alayhi wa sallam velatje, la yemliku li nefsihi nef'an. Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahovi otpratenik velatje, ne poseduvat li nefsihi nef'an. Ne poseduvat toj, znači ti je tvrda velat, toj ne poseduvat pekamberot sallallahu alayhi wa sallam, ni za sebe si pridones. Wala darran. I ni za sebe si šteta. Znači, nema pekamberot sallallahu alejhi ve sellem во неговите раци ни šteta, ни придонеса. Fadlan an Abdul Qadir au ghairihi. Тогаш како ние можеме да веруваме така Абдул Кадир el Джейлани или Бедави или некој други Хасан Хусейн дека тие поседуваат за себе си добро или зло. Значи никако ние не го прифаќаме тоа. Walakin ana muznib. Но јас сум човек кој сум грешник. Јас сум човек кој сум грешник. Значи тој велит. Значи што ти вели така, ние не, значи тој на почеток што вели? Нахну ла нушрику билла. Ние не му правиме на Аллах джелешану ширк. После вели што вели? Ние тврдиме за Аллах джелешану дека тој е створител, тој е создател, тој снабдува, тој дава ризк, никој нема придонеси не за зло, за добро, освен Аллах джелешану, и пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем не поседува за себе си ни добро ни штета, и така натаму. Но вели накрај, валакин ана музниб, но јас сум човек кој прави гревови, јас сум грешник. Тогаш васалихуна лахум джахун инда Аллах. А праведните луѓе, богобојазните луѓе, упатените луѓе, добрите луѓе, тие имаат привилегија, посебна позиција ке Аллах субхана ва таала. وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ. Јас помеѓу нив барам од Аллах субхана ва таала да ми се остварит она што ми е потребно мене. Разбравте ви нешто се од ова или не? Се ти ако велиш, значи си ги повторувал дерсовите минати, ако си се спремувал, си имал 2 недели време, што ние имавме пауза сега, 2 неделична пауза во дерсовите. Ако си се спремувал во дерсовите, ќе сватиш овде што имаат намера тие со овие зборови. Затоа, значи, треба прецизно учење на оваа вера. Зошто тоа прецизно учење на оваа вера е твојот спас на дуњалокот и на ахиретот. Овде нахну ла нушрику билла, ние не му правиме на Аллах джелешану ширк. Тие имаат намера со овде ширк во рубубија. Значи ти тебе да го сватиш, се тој тебе ќе ти дојдит и ти му велиш нему плашиш од Аллах джелешану, ти му правиш на Аллах ширк. Тој ти вели не. Нахну ла нушрику билла. Ние не му правиме на Аллах джелешану ширк. И ти ќе дојдеш после велиш, види брат, јас го прашав него, му реков, го предупредив, тој ми рече мене, јас не му правам на Аллах джелешану ширк. Значи ти не прав ширк на Аллах джелешану, тој ми рече мене. Ама ти кога го слушаш неговиот одговор цело тоа, ќе разбериш, ако си разбрал теухидот убаво, ќе разбериш дека неговата намера е тој, неговото разбирање, ја не му права на Аллах джелешану ширк, тој подразбира тоа дека ширкот е само во рубубија. Значи ширкот е да појшти кај еден кип, кај киповите и да прави сеџде, да правиш руку, да им се молиш на кипови. Значи тој мисли дека само ширкот се ограничуваат во што? Во обожавање на кипови. А да бараш помош, да бараш шефает, да бараш да ти се реализираат твоите потреби од салихин, значи од праведни добри луѓе, од евли, така речено, тоа значи не се рачуни ширк. Тога што сваќаш ти кога ти вели тој тебе таков одговор? Дека тие луѓе го гледаат дека ширкот е само во таухид рубубија, а не во улухија. И тогаш сваќаш дека тој
не ја разбрал верата со која е дојден нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем и сите други посланици пекамбери Аллахови. Разбравте оваа точка овде? Значи ти треба да го слушаш него внимателно, пажливо, кога тој тебе вели нахну ние ла нушрику билла, не му правиме на Аллах джелешану ширк. Тогаш ти му велиш, што значи тоа кај тебе нахну ла нушрику билла? Што подразбираш ти со тоа не му права на Аллах джелешану ширк? Ако речи тој, јас не барам од никого помош, не му се молам на никого, освен Аллах субхана ва таала, не правам дова за никого освен за Аллах субхана ва таала, не правам курбан за никого освен само за Аллах субхана ва таала, и така натаму, тогаш сваќаш дека овија разбрал теухидот и дека тој знај дека ширк се случува и во рубубија, и во улухија, и во есма ва сифат. Значи, никој не е како Аллах субхана ва таала во неговото битие, во неговите својства и имиња. Никој. И никој не заслужува да биде обожаван, освен еден и единствен Аллах субхана ва таала. Разбравте ова, значи? Ама тие луѓе, целта е нивна, кога вели тој, значи, ова е брат, ова е сомнеш, што ти остава тој тебе. Се ти ако не го сватиш сомнеш, ти идеш после кај верниците, вистинските верници и велиш што зборите вие за нив, зошто ги обвинувате вие нив дека права ширк? Јас зборев со нив и тој ми рекоа мене, или тие, или тој еден, ми рекоа, ние не правиме ширк на Аллах джелешану. И ти после му веруваш нему. Зошто? Ти не разбираш што е намерата него. А ако разбериш дека намерата него е само во теухид рубубија, знаеш дека тој не сватил верата и не сватил теухидот и не сватил шахадетот. Зато ако сватил шахадетот, нема да вели само дека ширкот е ограничен во теухид рубубија. А после тој прави ширк во теухид улухија, што им посветуваат ибадети како правење дова на тие салихин. Тој од кај нивните гробови, или им се молит од неговата куќа, или каде да е, на филан и филан салих човек, праведен човек, добар човек, се молит од него. Зошто? Зашто вели, јас сум грешник, јас сум човек што прави гревови. Јас не можам да му се молам директно на Аллах субхана ва таала, така што ја ќе го зема овај добар, чисти, побожен човек, ја нему ќе му се мола да тој мене да ме приближи ке Аллах субханаху ва таала. Ова е ширкот на мушриците во времето на пекамберот салаллаху селам. Што велеа мушриците, Аллах джелешану не извести нас во Куранот. Ма на'будухум илла лиюқаррибуна ила Аллахи зулфа. Значи ние тие кипови, тие праведни луѓе салихин, Лат, Узза и така натаму, ма на'будухум, ние не ги обожаваме за ништо друго. Illa освен li yuqarribuna ila Allahi zulfa, освен тие нас да не приближат кон Аллах джелешану. И ова беше ширкот на народот од Нух алейхи салату вассалам. Нух алейхи салату вассалам, кога дојде шејтанот и направија тие слики, па умре таа генерација, па дојде друга, и рече вие све луѓе неупатени грешници, овие беа праведни луѓе, овие имаат привилегија, позиција кај Аллах джелешану, вие молете се на овие ќе ве приближат, и така тие падна во ширк. Падна во ширк. Зошто? Во увеличување на створенијата над нивното право. Значи, кога ги увеличуваат, ме разбирате ова? Кога ги увеличуваат створенијата, дали се тие од инсот, или од мелачината, или од джиновите, увеличување над нивното право и паднале во ширк. Во ширк во улухија. Ширк значи во ибада. Им дале ним нешто, им доделиле ним нешто, што тие не имаат право за тоа. Не заслужуваат да им се прави ним ибадет.
ни на пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва салlam, ни на Джибрил алейхи салату ва салам, ни на некои други створенија. Затоа, значи, треба да го сват, значи, тој почеток вели, нахну ла нушрику билла. Значи, ние не му правиме на Аллах ширк. Ама ти слушај го внимателно до крај на неговата реченица. Значи, се после тоа ќе вели, ние, бел нахну нешхад, ние тврдиме дека немат кој створуваат освен Аллах Джелешану, немат кој дават риск освен Аллах Джелешану и така натаму. Ова исто, мушриците во Мека во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам го прифача овај теухид. Ако ги прашаш ти нив, кој ги створи ним, ќе речат тие, тврдо ќе одговорат, јасно ќе одговорат, ќе речат Аллах субханаху ва таала. Значи тие нема во тоа проблем да го прифатат теухид рубубија. И не беше кавгата меѓу пекамберот салаллаху алейхи ва салам и мушриците во Мека во врска со теухид рубубија. Кавгата беше, значи, во теухид ел улухија. Во теухид ел улухија. Затоа вели шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, фаджавибху бима тaqaddam. Дај му одговор нему за ова што го збори тој овде. Значи ова зборови што рекол тој овде, фаджавибху бима тaqaddam. Дај му одговор со она што е минато, што си го учил од оваа книга овде. Значи ова што ви го кажав јас на кратки црти во врска за мушриците во Мека и така натаму и со народот на Нух алейхи салату вассалам и така натаму. Значи фаджавибху бима тaqaddam. Ва хуа, а тоа е енна аллазина qatelahum Расулуллах салаллаху алейхи ва салам муқирруна бима закарт. Значи оние кои правеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам против нив борба. Значи правеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам против нив борба. Тие го тврдат ова што ти сега го тврдеше. И ти се мислиш, мора, јас сум муслиман, немат како мене муслиман. И ова е големата тажност. Тажноста на тажностите, кои тие оджи тука во нашите краеви ги остале муслиманите, ако тие го сакале доброто за муслиманите. Ако го сакале тие хајрот за муслиманите, ке им научеле ним вистинското разбирање на шахадетот. Со тој шахадет се разликуваат меѓу муъмин и кафир, меѓу муслиман и кафир, меѓу мувахид и мушрик, со тој шахадет. За жал, за голем, огромен жал, за тие оджи што се продаваат дека го сакаат доброто за муслиманите во нашите краеви. Дали тебе, секој еден муслиман, треба да се прашат себе си, дали тебе некој ти го сака доброто, што не ти го научил тебе за 30, 40, 50 години, најосновното нешто твојата вера, а тоа е шахадетот. Значи ти како можеш да мислиш и да надеваш, да се надеваш добро од еден човек кој тебе 30-40 години те оставил слеп, кој те оставил да бидиш на разбирањето од шахадетот како Абу Џехел и Абу Лехеб. Дури ти имале подобро разбирање од тебе, за жал. Абу Лехеб и Абу Џехел знаја што значи ла илаха илlallah. И затоа не тврдеа тие ла илаха илlallah. А денеска, за жал, големиот број на муслимани во нашите краеви и во арапските краеви, кога ќе ги прашаш што значи ла илаха илlallah, што велат тие? Нема Господ освен Аллах. Значи тоа што го тврдеа теухид рубубија, Абу Џехел и Абу Лехеб го тврдеа, го прифачаа теухид рубубија. Но тоа не ги правеше нив муслимани. Не ги правеше нив муслимани. Разбравте?
Значи ти себе да се прашаш, тие што се продаваат, продаени души што се во вистина. Тие се во вистина продаени души. Души за интерес, за джебот свој. Не за интерес да им го научат, да им е научат на муслиманите нивната вера. Нивната вера, што е нивната гордост. Немат поголема гордост за муслиман од неговата вера. Ама кога стануват да муслиманот да се гордеат со неговата вера, кога тој разбира неговата вера. Не вера од џума до џума само, од бајрам до бајрам. Туку со оваа вера да живиш од сабајле дур да легнеш, секој ден, цел живот. Се тука е спокојноста твоја. Спокојноста твоја е во верата твоја. Не барај многу угаре удулу. Не се шетај многу угаре удулу. Тој што те создал тебе, тој знај што имаш ти потреба во овај дуњалог, за да бидеш среќен, за да живиш спокоен живот, добар живот. Затоа, значи, учија твојата вера. Учија да следиш твојата вера со аргументи. Оваа вера не рекол бабо и рекол нана и рекол некој си. Оđата од моето село, некој си ефендија продаен. Не. Ова е вера кала Аллаху ва кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Ова вера е вера на аргументи. Не е вера на слепо следење. Како некој заблудни глави што кажуваат дека немаат никакво разбирање од Аллаховата вера. Учи верата од оние која разбрале оваа вера вистински, за да се спасиш на прва линија ти сам себе си и после тоа фамилијата твоја. Мукируна анна аутhanahum la tudabbiru shay'an. Тие тврдат, значи мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, тие тврдат дека нивните кипови кои ги обожаваат тие не управуваат ништо од универзот, од светот. Ништо не управуваат, тие немаат во нивните моќ, немаат тие ништо. Wa innama aradu al-jaha wa shafa'a. Тие повеќе бара од нив за тие да ги приближат кај Аллах субхана ва таала и бара од нив шефаат, да прават кај Аллах субхана ва таала за нив. Вақра алейхи ма закараху Аллаху фи китабихи ва ваддаха. Затоа читај на нив она што го спомнал Аллах субхана ва таала во неговата книга и што го имат објаснато. Но оние луѓе кои се непријатели на Аллаховата вера и кои сакаат да ги отстрануваат муслиманите од Аллаховата вера, тие не сакаат да ги слушаат Аллаховите зборови и зборовите на посланикот салаллаху алейхи ва саллам. Тоа е за нив, тоа им е во нивните уши, како да им ставаш жештина, како да им пушташ, значи, врело масло, им паѓа тешко, не сакаат да ги слушаат зборовите Аллахови, зашто знаат тие дека ако се соудрат тие со вистината, вистината има да биде победничка. Кога Муса алейхи салату вассалам бараше Фир'аун да се соочат, но Аллах субхана ва таала
го помогна неговиот посланик Муса алейхи салату вассалам против Фираун, најголемиот золумчар на дуњалокот, Фираун. Но Аллах субхана ва таала не дозволи да неговиот пекамбер и посланик Муса алейхи салату вассалам да биде понижен. Не. Аллаховата вера беше дигната, а се понижи куфрот и ширкот на маđивничарите и на тие што правеа магија. Така Аллах субхана ва таала направи да Муса алейхи салату вассалам да биде победник, да победи вистината. Иако Муса алейхи салату вассалам беше мал број во спротивност на Фираун и неговата земја, и неговите луѓе, и неговите советници, и неговите помагачи. Но Аллах субхана ва таала затоа луѓето забораваат, луѓето на дуњалокот, луѓето на интересот, тие мислат дека сите работи се ако ти имаш пари, ако ти си со дуњалокот, ако ти си со луѓето на дуњалокот. Но тие забораваат создателот на дуњалокот, створителот на тој дуњалок, а тој е Аллах субханаху ва таала. Значи тоа, тие луѓе, кога велат ла нушрику билла, кога ти велит некој тие луѓе што прават ширкови по гробови, што прават ширкови по течина, што прават ширкови по камење, што прават ширкови по чешми, што прават ширкови по баби, што прават ширкови по маđоничари и така натаму, кога вели тој нахну ла нушрику билла, му велиш ти ма ма'на хаза калам, што значи овај збор ла нушрику билла, ние не му правиме на Аллах џелешану ширк? Тогаш ќе сфатиш, кога ќе одговори тој, ќе сфатиш дека тој не го разбрал шахадетот, не ја разбрал оваа вера, која е неговиот спас. Тој после тоа, кога ти него ќе го соочиш, ќе му се спротиставиш со овие зборови, дека мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам прифачаат теухид рубубија и така натаму, но пекамберот салаллаху алейхи ва салам пак ратуваше против нив и така натаму, тогаш тој ќе речи фаин кал, и ако речи тој, вели шех, значи шех Мухамед рахимуллах, ти кажуваат овде тебе, значи како да се соочиш ти со луѓето на батил, на невистина што се. Зошто шејхот рахимуллах имаше големо искуство во соочување со луѓето на невистина. Зошто во текот на неговото повикување на овај имам, шејхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, имаше многу противници. Многу имаше луѓе кои сака да го спречат него од тој вистински пат. Но види, кај се тие противници? Никој не ги спомнуваат, никој не ги знаат. وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى, но она што е само за Аллах субхана ва таала направено, тоа остануваат. وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى, وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى, وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى, она што е са Аллах направено, ќе останет. Ова го рече имам Дарул Хиджра, имам Малик рахимахуллах. Му рекоа имам Малик, кога напиша неговата книга Ел Муатта, му рекоа зошто ја пишуваш Муатта? Имат и други алими кои напишале таа книга исто Муатта со тоа име. Тогаш имам Малик рахимахуллах рече وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى, она што е за Аллах остануваат. Алимите велат колку муатти имаше тогаш, ние не се познава денеска,
A Muwatta Imam Malik во сите џамии се читат и се учит и се објаснуваат. وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى Ovaj davet, da'watu salafija, jedinstven, vistinski pat, jedinstven, vistinski pat, patot na Muhammed ibn Abdillah al-Qurashi al-Hashimi min waladi Ismail, min waladi Adnan, min waladi Ismail, min waladi Ibrahim. Ovaj je jedinstven vistinski pat, salafija, menheđu salafi, patot na poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Zato drži se cvrsto na ovaj pat i ne se odkažuvaj poradi prepreki od neprijateljite na Allahovata vera. Treba da se držiš cvrsto, zašto ma kana lillahi yabqa. Ona što je napravljeno samo za Allah subhanahu wa ta'ala, to će ostanit. To će ostanit. No prašanje je, da li ti si bil na patot od pekambera sallallahu alaihi wa sallam ili si bil na patot od zabludnicite. Ma kana lillahi yabqa. Ne se nadevaj, ne baraj, ne očekuvaj nagrada od luge to. Očekuvaj nagrada za tvojite dela samo od tvojeg Sozdatel Allah subhanahu wa ta'ala. Se to je što ostanu vat. A tije luge što se na dunjalokot i što se obiduvat i što mislite kako ima tije del od dunjalokot i nekoja si moć od dunjalokot, to samo je vo ovaj dunjalok. Što mu rekao mađioničarite na Firaun, koga tije se napravija muslimani. Se koga mađioničarite vidoa, teka to što dojde Musa a.s. to nemoj da biti mađija. Znači tije znaje što je mađija. Razbirate li ili ne? Znači mađioničarite znaje što je magija. Znate što je magija. Koga vidoa tije, so to što je Musa a.s. to ne može čovjek da go napravit. To ne može čovjek da go napravit. To je dođen od Allah subhanahu wa ta'ala, mu'điza. Mu'điza od Allah subhanahu wa ta'ala. Togaž mađioničarite, padna na sežde odma. I rekao, nije verujeme vo Bogot od Musa alaihi salatu wassalam. Firaun odmah im se zakanuvaše. Im reče, ki vi gi skinam raciti nosite, desnata rak i levata noga. Znači od nopaku. Ki vi gi presečam. Mu rekao, a ti je koga imanot, veruvanje to im vleze vo nimnite srca se vsadi. Ti ne poseduvaš osven ovaj dunjalog samo. Znači to što možeš da ni praviš nas, je samo to v ovaj dunjalog. Ti ništa ne poseduvaš poveće. Samo ovaj svet, ovaj dunjalog. Nekoliko migovi, ništo poveće. No, walakin, ma kana lillahi yabqa. Pekamber sallallahu alaihi wa sallam velit, teka ke imat vo sekoje vreme jedna grupa na luge koji se vidljive ke bidat na vistinski otpad. Ne im štetit onaj koji im go vrtit grbot i onaj koji gi predavat. Ne im štetit. Dode kada dođe sudnji den. Da li to so tebi so mene? Ti, ako go slediš toj pat, za tvoje dobro, a ti ne mu štetiš na Allah subhanahu wa ta'ala i ne štetiš na taja pobedljivlička grupa. Ne im štetiš, ne. Sam ki si štetiš, na sebe si.
وَمَا كَانَ لِلَّهِ يَبْقَى. Ona što je za Allah subhanahu wa ta'ala, to ostanovat. Iako na neprijatelite na Allahovata vera, ne im se dopađat. Iako na neprijatelite na Allahovata vera, ne im se dopađat. A vi ne ste razmislili li, vidite gi Havarić? Imat Havarić alimi nivni, knjigi nivni? Nemat. Nemat. Nikogaš Allah Đelešanu ne im dal uspeh. Ne im dal uspeh. Se poniženi. No alimite na sunnet. Nivnite knjigi i den i dene se učati se čitat. Zašto? Ona što je za Allah subhanahu wa ta'ala iskreno napravljeno i napišano, to ostanovat. To ostanovat. Ma kana lillahi yabqa. Yabqa. Iako ne im se dopađat na nevernicite i na protivnicite, ostanovat. Ostanovat. Zašto? To je što se slučuva to što go sakat Allah subhanahu wa ta'ala, a ne to što go sakat luge to. Ne. Se slučuva ona što go sakat sozdatel od na tije luge i na toj svet. A to je eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. To je posle toga možda reći, fa in qal, haulai l'ajat nazalat fi men ja'budu l'asnam. Sega počina da te okažu, znači njegovo to rasipano svačanja na njegovata vera. To ti veli tebe, ovije ajeti, što mi gi čitaš mene ti, ovije se slezeni za onije luge koji gi obožavale kipovita. Znači, to ti veli tebe, znači ovije ajeti, što sakaš da mi gi kažeš mene za argument sega, ti se za luge koji obožavale kipovi. Nije ne obožavame kipovi, nije se molime na pravedni luđe, salihin, aulija, i tak, na pekamberi, na meleci, i tak i na tamu, ama ne na kipovi. Posle to ti veli tebe, za te fatit, sakad, znači da ti stavi tebe somnež vo tvoje srce, ti veli, kejfe teđ'aluna salihina mislel asnam. Kako se osmeluvate, ti veli toj tebe, ejuhel muwahhid, kako se osmeluvate vije, da gi stavite vo isti stepen, vo isti koš, tak je rečeno, pravednite ljudi su kipovite. Znači, vidi tako da ti stavi tebe, znači da se čuvstvaš lošo. Ti veli, znači, vidi, ti ne možeš, znači, nije obožavame vamo kipovi, mi se molime za šefa, za privilegija da dobijeme kaj Allah Đelešanu, ne možeš ti, znači, ti je pravedni luge, bogobojazljivi luđe, što živele luđe po verata, da gi napravi, znači, da gi sporediš so kogo? So kipovi, so kamenje i tako natamo so drva. Vo vistina, što veli šejh Salih, alu šejh, v objasnovanje to, deka tije kipovi, koji gi obožavale mušricite, zato je na početok nije rekao mena ova knjiga, teka ti tebi da razbereš isto, širkot vo koji se najduva Arapite vo vremetu na pekamberu sallallahu sallam. Za da shvatiš ti togaš, što znači la ilaha illallah. Tije ne gi obožava tije kipovi, što beja obični kamenja ili drva napravni take ko kipovi. Ne. Tije veruvate ka tije se dobri duši. Teka tukaj, znači, umren čovjek i posle napravile za nego kip, za da go simbolizira toj umren dobar čovjek. Znači, toj kip ne je samo jedan kamen ili jedno drvo, tuku toj simbolizira nekoj si dobar čovjek što bila, negovata dobra duša, a ne teka obično to je kamen. Razbravte ovo ovdje? Znači, ovo je mnogo važno da go shvatiš isto. A to ti vidite kako ti možeš da gi staviš isto, znači da gi sporediš pravednite luge i kipovite. Am kejfe teđ'aluna l'anbiya asnamen, ili kako se osmeluvate vije da gi napravite anbiya pekamberite,
kipovi da gi napravite. Znači da veliš, primjer, ovi ajeti se slezeni za vas, a ti se slezeni vo vistan za kipovite, im se molime na pekamberite, na pravednite luge, a ti ni gi spominješ ovi ajeti nas. Kako, znači ti gi pravi, znači togaš pegamberite, asnamen, znači kipovi. فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمْ Daj mu odgovor, to što mina. فَإِنَّهُ إِذَا قَرَّ أَنَّ الْكُفَّارَ يَشْهَدُونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ كُلِّهَا Ako to prihvati, deka nevernicite vo vremeto na pekamberu sallallahu sallam, prihvaća celosno teuhida rububija, وَأَنَّهُ مَا أَرَادُ مِمَّنْ قَصَدُ إِلَّا الشَّفَاعَ I oni koji ti im se posvetija vo nivnite ibadeti, ne bara od njih da im stvorad nešto, da im sozdadat nešto, da im pridonesa samostojno nešto, ne ti je bara onim šefajet, za da ti da pravat ke Allah dželešanu šefajet. وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ فِعْلِهِ وَفِعْلِهِمْ بِمَا ذُكِرَ No to je barat pak da pravi razlika među svojite dela što gi praviti, delata na mušricite. Što da bili tije mušrice znači obožavale kipovi. To je bili ja ne obožava kipovi, ja im se mola na pegamberite, ja im se mola na pravednite luđe salihin. فَذْكُرْ لَهُ togaš reći mu nemu, spomni mu nemu, فَذْكُرْ لَهُ أَنَّ الْكُفَّارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُ الْأَصْنَامِ Kaži mu nemu deka kufrot, odnosno širkot na nevernicite vo vremeto na pekamberu sallallahu sallam, ne beše ograničen da ti obožava samo kipovi. Ne. Minhum men jedu asnam. Da, imaš neko od njih, jedan del od njih obožava što? Kipovi. No, wa minhum men jedu al-awliya. I imaš od njih koji gi obožava, znači, im se moleja na evlite. Znači, nivnio širki to vreme, zato ti treba go shvatiti, znači, širkot vo vremetu na pekamberot, sallallahu alaihi wa sallam. Od njim imaš, znači, vo vremetu ti razberi gova da go demiš so sebe, da go imaš cel život. Vo vremetu na pekamberot, Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, nemaše samo mušrici koji obožava samo i samo kipovi. Ne beše ograničen širkot samo vo kipovite. Kako što misliš ti je džavoli ovde. Tuku nivnijot širk beše i vo kipovi, no beše i vo evlite. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب Oni je na koji ti im se mola, znači ne vlite, ti je sami te barat koji da bili poblicu do Allah dželešanu. Znači ti što misla to je vlijata, dobriot, to je sami od se plašit za sebe. Sami od neizvesnost je. Sami od mu se mola na Allah dželešanu. Me razbiraš? Znači ova je rabota, to je evlijata, što misliš ovdje evlija, ovdje me spasit mene, ovdje me napraviti, ovdje me činit. To je samima potreba. Da Allah subhanahu wa ta'ala nemu da mu se smiluva. A ne to da mu pomoći da nekoj drugi. Što je mrtov u njegovi od kabura. وَيَدْعُونَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمُ وَأُمُّهُ I nekoj mušrici vo vremetu na pekamberu sallallahu sallam, znači rekao me, mušrici vo vremetu na pekamberu sallallahu sallam, ne se mole samo v kipovita. Se mole isto i vo, ovaj ajet što go citiravme sega, vo evlite. Isto sve što spomna šejh Muhammed rahimullah, mu se mole na kogo? Na Isa a.s. i na njegovata majka Marijam radijallahu anha. Znači vidi, se to je sakat ovdje ni kaži nas, znači samo širko je vo kipovi. I teka mušrici vo vremetu na pekamberu sallallahu sallam samo kipovi obožavali. Ne, ti obožavali i kipovi, ama obožavali isto i pekamberi, i evli, i belačina, kdo je to ovdje. Kdo je svega naskoro. Znači isto obožava Isa, alaihi salatu wassalam, i njegovata majka Marijam radijallahu anha. Velit Allah subhanahu wa ta'ala, ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. Mesih, Isa alaihi salatu wassalam, sin od Marijam, ne je ništo drugo osim Allahov pratenik. I pred nego imaše Allahovi pratenici,
a njegovata majka je Siddiqa, iskrena žena. Kana ya'kulani ta'am. Unzur kejfe nubayinu lahumul ajat. Vidi, ti je jadeja lep. Ti je jadeja hrana vo istina. Vidi kako im ga objasnuvame ajetite. Što znači to ovdje kana ya'kulani ta'am? Ti je jadeja hrana. Ono je što jadit hrana i što pijet voda, što da bidi, trebi da ojt po veca. Da li Gospod, Bog od nas svetovite, Allah subhanahu wa ta'ala ima potreba za taja rabota. Ova go pravi insan što je daif, slab, što je stvoren, što ima potrebi za njegovi stvoritelj, da jadi lep, da pije, da hrani, da se naspije, da se odmori. Allah ta'ala je čisto to ovje raboti. Allah je slaven. Isto velit Allah subhanahu wa ta'ala velit Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala ki mu reče na Isa alaihi salatu wa salam na sudnji den: O Isa, sin na Marijam, a da li ti im reče na lugeto, zemete me vije mene i mojata majka za dva bogovi? Znači Allah Đelešanu ki mu reče na Isa alaihi salam: Ja Isa ibn Marijam, o Isa, sin na Marijam, a anta kulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Da li ti im reče, da li ti ki povikuvaše lugeto da te zemat tebe i tvojata majka za dvajca bogovi, so Allah Đelešanu zajedno? Znači, da li ti im reče? Znači, vidi Allah Đelešanu go prašuvati, Isa a.s. mora da daj dževab, mora da daj odgovor. Se Isa a.s. je Allahov pekamber i rob, što je sozdaden od Allah subhanahu wa ta'ala. شو كرجت عيسى عليه الصلاة والسلام؟ قال كرجت عيسى عليه السلام: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. بدي سلافنتي مصبراتو ورنا الله سبحانه وتعالى بدي سلافنتي يا الله بدي سلافنتي سبحانك ما يكون لي أن أقول نمي dostojno mene, ne mi liči mene da rečam nešto što ne je moje pravo toa. Znači Isa nemao pravo da se narekuvat Bog sebe si, ili da gi povikuvat lugето da go gledat kako Bog i da mu se molat njemu. Ne. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Ne mi dolikuva, ne mi stoji mene da go rečam ona što ne je moje pravo. Zašto ibadetot je jedinstveno pravo od stvoritelot, a to je jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Što velit pod Isa alaihi salatu wasalam, Allah Đelešanu izvestuva u Kuranu, velit: In kuntu qultuhu faqad alimta. Ako jaz bi go rekol toa, ti ki go znaše toa. Znači mu velit Isa alaihi salatu wasalam. Znači Isa alaihi salatu wasalam znajte ka Allah Đelešanu se znaje i se sluša. In kuntu qultuhu, znači ja ako bi go rekol toa, zemete me mene kako Bog i moja ta majka, in kuntu qultuhu, faqad alimtahu, ti ke go znaš toa. Znači ti si seznajen. Ta'lamu ma fi nafsi, wala a'lamu ma fi nafsik. Ti znaš, znači Isa alaihi salatu wasalam veli na Allah ta'ala, ti znaš što je vo moja ta duša, a ja ne znam što je vo tebe. Ova što dokažuvate ka Isa alaihi salatu wasalam je Allahov rob i pekamber. Nema pravo da bili to je obožavan.
Што значи дека луѓето го зеле Иса алейхиссалату сам како Бог, го обожаваат без да им е дадено право. Што значи дека ширкот, пак да се вратиме назад, не беше ограничен ширкот само во кипови, туку видовме и во евли, и во пекамбери и така натаму. Иннека енте алламул гујуб. Ти си навистина што ги знаат тајностите, скришните работи. Значи, така велите Иса алейхиссалату вассалам за кого? За Аллах Таала. Ти си навистина тој што ги знаат скришните работи. Значи, не само очевидните работи, дури скришните работи. Исто во врска за мелачината, така мушриците ги обожавале ангелите мелачината. Велите Аллах субхана ва та'ала: "Ва јаума јахшуруhum џами'ан, thumma јaqulu лил малаикати хаулаи ијакум кану јабудун." На тој ден кога ќе ги оживите Аллах субхана ва та'ала сите нив, тогаш ќе им речете Аллах та'ала на ангелите: "А овие вас ве обожава?" Значи, овие вас обожава, што ќе речат ангелите? "Алу субханака анта валијуна мин дунихим." Биди славен ти си наш заштитник од нив. Значи, ти се откажуваат од оние што ги обожавале. Биди славен ти, ја Аллах. Ти си наш заштитник од нив. Бел кану јабудун ал джин акثرهم бихим муъминун. Тие повеќе со тие обожавања обожавале джиновите, шејтаните. Во нив тие веруваат, не во нас. Значи, што значи овде? Дека тој сомнеш што ти го донесе тој, дека ширкот е ограничен во кипови, со овие докази, што се јасни ајети во Куранот, им го откриваш тој сомнеш, им го разрушуваш тој сомнеш и знаеш дека вистината е со овај имам, шејхул ислам, Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, а не со некои си џаволи што ги учат муслиманите да одат по течина, што ги учат муслиманите да одат по гробови да бараат помош, што ги учат муслиманите да бараат по други работи помош. Не, од нив треба да се чуваш и да бегаш. Иншаллах, ќе се задоволиме вечерва со толку и идната недела ќе продолжиме тука каде што сме застанале. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.